Станува збор за веројатно мала бројка на луѓе кои што боледуваат од оваа болест. Ми споменавте дека има околу 15 до 17 лица, од кои што 2 се деца. Колку се останатите луѓе информирани за ХАЕ? Зборуваме за хередитарен ангиоедем. Кога ќе им го кажете ова на останатите, дали знаат за што им зборувате? Па не ни очекуваме нели општата популација тој термин да го владее и да го знае, меѓутоа она што беше интересно е што и медицинските лица се многу слабо запознаени со оваа ретка болест. Затоа што предпоставувам не се обрнува многу внимание во нивната едукација додека нели се подготвува за својот професионален позив. Дури ние пред 2 години организиравме караван едукативен каде што еден специјалист, доктор од клинички центар во Скопје, патувавме, нели, имавме караван со патувачки едукативни средби со доктори од примарна и секундарна здравствена заштита со цел да ги информираме останатите. Таргетиравме неколку градови кои што сметавме дека се важни да имаат информацијата, односно тие градови каде што пред се имаме пациенти, значи тоа се Кочани и Штип, или каде што потенцијално би можеле да патуваме како што се некои од туристичките центри Охрид, Крушево и слично. И некои од поголемите градови, Тетово и Струмица и вклучително и Скопје. Овие едукации помогна пред се и медиумски беа покриени добро, значи и околината да биде, односно јавната популација да биде запознаена со болеста, со симптомите, со препознавање, меѓутоа и поспецифично докторите да можат да препознаат симптоми кај некој потенцијален пациент. Зошто е ова важно? Затоа што често пати се случува мисдиагностицирање. Значи болеста да се помеша со некаја друга болест и да имаме погрешна терапија што може да доведе до сериозни нели последици. Тоа е голем проблем. Проблем е, значи за жал за оваа болест е уште смртноста е со огромни 30% смртност стапка. Со тоа што и погрешното диагностицирање, значи уште толку го компликува животот на пациентите. Например, имавме наша членка во Сдруженијето која што е оперирана од слепо црево. Безпотребна, затоа што симптомите укажуваат на потенцијално нели напад на слепо црево, а всушност се работи за напад на стомак. Затоа што оваа болест е чудна, значи може да предизвика отоци како на надворешните делови од нашиот организам, така и на внатрешните органи. Вашиот син е еден од оние пациенти кои што живеат со оваа болест. Споменавме дека има 15 до 17 познати случаи во Македонија, од кои што 2 се деца. Вашето детенце е едно од овие 2 дечиња за кои што зборуваме. Како и каде ја утврдивте болеста? Каде ја поставивте диагнозата? Па имавме среќа во тој домен затоа што диагнозата се постави во Скопје, меѓутоа патот до воспоставување на точната диагноза беше тежок. Значи кај него уште од многу мала возраст, веќе од година и пол, се појавија симптомите, меѓутоа нормално е затоа што е ретко и непознато. Правевме секакви видови испитувања, што викам јас на детската клиника, сите 7 спратови, од горе до доле, неколку пати ги имаме поминато. Имавме среќа, значи, да наидеме на доктори, тоа се доктор Пејова и доктор Катерина Ставрич од детската клиника, кои што се сетија и го направија и ова испитување и бргу се воспостави диагнозата, кога он имаше веќе 5,5-6 години. По воспоставувањето на диагнозата, веројатно, може би проблематично е и делењето, добивањето на терапијата. Станува збор за проблем, бидејќи терапијата е нешто што пациент кој што живее со ХАЕ треба да ја има постојано. Бидејќи не се знае кога би дошле нападите, така? Да, точно е, непредвидливи се кога може да настанат нападите. Да го представиме на гледачите овој дел со терапијата. Дали е проблем да се добие, да се набави терапијата? Па се до септември минатата година беше навистина проблем, односно ние сами приватно ја обезбедувавме, а една потребна терапија исклучително високи. Да, па околу 600 евра, со тоа што тоа може да помогне само при еден напад, што би рекле ние држи вода само 3 дена. Значи можно е после 3 дена да имате потреба повторно да примате терапија и тоа беше огромен проблем со кој што веќе 6 години се боравме. За среќа нели сите наши напори заедно со други здруженија за ретки болести вродија со некаков плод, се донесе програма, се обезбедува буџет во поголеми износи од тоа што било претходно и од септември 2015 година значи постои терапија достапна за пациентите во Македонија. За децата се обезбедува на детска клиника и можам да кажам дека е средно достапна. Зошто? Затоа што пак ќе речам, потребите се некогаш
поголеми од она што може нели државата да ни го обезбеди, а сето тоа влијае нели на квалитетот на животот. И оној магичен круг во кој што пациентите влегуваат, всушност е проблематичен. Зошто? Затоа што кога имате напад и знаете дека имате една вијала и таа ќе ви помогне, меѓутоа постои опасност дека ќе добиете пак напад, а немате следна вијала, ви прави стрес. А стресот е најголемиот непријател на предизвикувањето на оваа болест и тоа е Имаше тоа. неколку трогателни приказни кои што беа споделени во медиумите дека пациентите кои што живеат со ХАЕ во Македонија буквално си ја делат терапијата. Тој што немал напад цел месец ја дава на Да. терапијата на некој болен кој што го има истиот проблем, нели? Знаете како кога ќе се Има ли надеж дека ќе се смени оваа Јас се слика? надевам дека ќе се смени. Зборувам и во аспект на дијагностицирање, меѓутоа од друга страна и добивањето и набавувањето на терапијата и цената на терапијата. Тоа ни е што е нас важно. особено важно, а имаше ситуации точно кога немавме, нели некој ако набавил повеќе количина, а немал потреба тој месец, ја делиме нормално. Значи, кај нас солидарноста е прва, затоа што знаеме низ какви проблеми, предизвици може да пројде некој кој што ја нема терапијата, меѓутоа тоа не е трајно решение. Нити е трајно решение нели собирањето донации, иако во овој момент ние собираме информации во рамките на здруженијето, меѓутоа за да организираме настани, за да ја покренеме јавната свест, за да можеме нели да говориме јавно и без срам дека ни е потребна терапија и дека со тоа ќе овозможиме подобар живот. Наташа, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас за поканата.